Добро вечер во дневникот на Канал Плюс. И денес истокот живееше во тропски услови, но сепак планираните активности и настани во регионот се завршија. Следува кратка најава. Ке се санира Пишичка брана, целиот регион ќе биде заштитен од поплави. Заменик министерот за земјоделие Костадиновски денес беше во обиколка на регионот. Денес беше дадена во употреба донација на амбасадата на Германија на противпожарната единица на Штип, која се опреми со апарати за справување со поплави. Летово во Пехчево ќе се инвестираат 1,5 милион евра во инфраструктурни проекти. Ќе се гради локалитетот Езерце, едукативниот центар во Негрево и 3,5 километри градски улици. Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски денеска изврши обиколка на браната Пишица, каде наскоро треба да почнат работите за нејзина санација. Според проценките, изградбата на браната Пишица треба да чини околу 1 милион евра. Браната Пишица, која што се распука од големите поплави во февруари лани, ќе биде заменета со нова бетонска, која ќе се гради според највисоки стандарди. Денес заменик министерот за земјоделство, водостопанство и шумарство Ванчо Костадиновски беше во посета на браната со цел да ја разгледа состојбата пред отпочнувањето на санацијата на истата. Оваа година по завршувањето на тендерската постапка, на постапката за електронско јавно надавање во негативен правец, значи добивме износ од околу 60 милиона денари, што значи дека некаде околу милион евра ќе бидат директно инвестирани во реконструкција на оваа брана, што е од особено значење за жителите од атарот на селата Пишица, атарот на селото Гујновци и овие граѓани, овие жители на овие две села и останатите кои што гравитираат кон оваа брана, значи не само оние кои што имаат земјоделски површини кои што ја користат оваа вода за наводнување на земјоделските површини, нормално одвивање на земјоделските активности, туку и сите оние кои што со својата стока гравитираат тука, значи сточарите, доаѓаат тука, значи на водонапојување на стоката, значи на напасување, на водонапојување на стоката, можат да ја користат истата и од особено значење можам да истакнам дека санацијата на оваа брана ќе придонесе и за реактивирање на спортскиот риболов. Почнувањето на градбата на Пишичка брана значи уште едно реализирано ветување на владата за граѓаните од овој крај. Ветување на владата, меѓутоа и наше ветување како пратеници, бидејќи ова ветување го дадовме само пред околу година дена на парламентарните избори. Мора да признам проект кој што претходно не беше планиран, бидејќи беше испровоциран од пукањето на браната по поплавите 2013 година. Меѓутоа за релативно краток период се изнајде финансиска конструкција. За овој проект се направи потребната техничка документација. Ние како локална самоуправа планираме да дадеме еден свој придонес на едно квалитетно урбанистичко планирање за изградба на една викенд населба со неколку угостителски објекти, што ќе биде една дополнителна содржина за подобро искористување на водните ресурси што ги нуди оваа акумулација. Новата круна на браната со сите придружни елементи ќе започне да се гради во текот на ова лето. Ќе биде земјена, посовремена и посигурна брана, која ќе биде од големо значење и за реактивирањето на спортскиот риболов. А освен браната Пишица, оваа година во план за реконструкција се и повеќе брани. Вели Костадиновски, заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Можам само да спомнам она што е битно за овој регион е дека пред известен период вие бевте сведоци кога на лице место го пуштивме во употреба пристапниот пат за пристапниот пат на браната Речани на Оризарска река во близината на Кочани, помеѓу Кочани и Виница, и оваа брана ќе биде во износ од 40 милиони евра. Значи проценетата, проектираната вредност е 40 милиони евра. Тендерската документација е подготвена и е на самиот крај и очекуваме некаде крајот на месец јули да биде објавен оглас
за да биде влезено во процедура да сите оние кои што се заинтересирани изведувачи, кои што можат да ги користат овие 40 милиона евра кои што се ставени на располагање за оваа брана да тендерираат. Ова мала вештачка акумулација има капацитет од 800.000 кубни метри вода и е изградена со намера да обезбеди техничка вода во селото Пишица, која се наоѓа веднаш под браната, како и за наводнување на стотици хектари плодни ниви во атарот на овие две села. Жителите на Ѓуновци и Пишица задоволни од овој проект, велат дека за нив реконструкцијата е од големо значење и дека најпосле ќе имаат своја брана. Браната која ни беше, многу ни беше убаво. Селото ни личеше, убаво ни беше, се зелено беше, за све ни беше убаво. За стоката навише, за овците, за тие работи, за тоа навише ни беше корисно. Мислам да се направи браната, тоа е многу добро значење за нашите села тука. Ја и Прескал кажа тоа, пошто нема одека да се наводнува. Оно кој има вода, има и бирикет, има и све. Инфраструктурните проекти во општина Пехчево се реализираат со засилен интензитет. Еден од приоритетните проекти е изградба на локалитетот Езерце. Наскоро ќе почне асфалтирање на градски улици во должина од 3,5 километри. Летово ќе започне и градба на едукативниот центар во село Негрово. 1,5 милиони евра летово ќе се инвестираат во инфраструктурни проекти во Пехчево. Продолжува градежната офанзива во општина Пехчево. Интензивно се обновува старата патна инфраструктура, се гради ново Пехчево, а до крајот на месецов би требало да се заврши изградбата на капиталниот проект локалитетот Езерце, вели градоначалникот Игор Поповски. Работиме интензивно на неколку проекти кои што се значени за граѓаните и го користиме максимално периодот кој што престои времето. Временските прилики се идеални сега, малку е топло, меѓутоа може да се работи. Сите предвидени проекти ги почнавме, некои ги привршуваме, некои доправа ќе ги почнеме. Пред се имаме во Пехчево изградба на локалитетот Конечно Езерце. До крајот на месецот би требало да заврши неговата изградба. Почнуваме со реконструкција на улици во Пехчево, тротоари. Во еве следниот период за понатака предвидуваме асфалтирање на 3,5 километри во должина од 3,5 км на улици низ градот Пехчево. Едукативниот центар во село Негрево ќе го почнеме во престојниот период и најважно од се е што почнавме со електрификацијата на Равна река. Во оваа општина годинава во инфраструктурните проекти ќе се инвестираат околу 1,5 милиони евра, а повеќето од парите се преку министерствата и владата на Република Македонија. Денес беше дадена во употреба донацијата од германската амбасада на противпожарната единица во Штип. Таа сега располага со опрема за справување со поплави. Вредноста на опремата е 5.000 евра. По денешниве поплави во Штип и напрегнатата ситуација кога општинската власт и сите јавни предпријатија беа вклучени во санирање од штетите, доведе до идеја за потреба од дополнителни неопходни апарати со кои ќе располага територијалната противпожарна единица во Штип за поуспешно справување со наредна ваква елементарна непогода. Оваа идеја ја реализираше градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев со помош на германската влада, која донираше вредна опрема. Истата денес беше свечено примопредадена. Тука се вложи многу амбасадата на Република Германија во Скопје, лично амбасадорката и целиот нејзин тим. Добивме многу вредна опрема и тоа добивме еден генератор. Потоа добивме една пумпа со голем капацитет за практично одводнување на поплавени подрачја. Добивме исто така една мала пумпа и добивме една моторна тестера, односно пила за сечење на дрва. Убеден сум дека опремата е во прави раце, затоа што професионализмот на противпожарната единица во Штип е познат, така да нека ја чуваат и нека ја користат кога ќе затреба и нека им помагаат на граѓаните на Штип. Захариев истакна дека иако ова опрема е неопходна, има желба истата да не се употреби, да не се повторат поплавите. Во името на германската амбасадорка примопредавањето го изврши со работникот во одделот за економија во германската амбасада во Скопје Марина Серафимовска. Помошта е реализирана со програмата за малите проекти која функционира повеќе години и преку која од германската амбасада е одлучено да се помогне токму на противпожарната единица во Штип. Оваа програма е наменета за помош на широк население и онаму каде што има навистина ургентни потреби и голема потреба од одредена помош. Германската амбасада со задоволство го поддржа проектот во набавката на овие 4 уреди кои што ќе им бидат од голема помош при справување со поплави, но и по
справувањето со самите поплави. Партнер во проектот е Сдруженијето за хуманитарни активности Синергија, преку кое се одвива активностите за обезбедување на новата опрема. Благодарност до Сојузното Министерство за надворешни работи, кој преку амбасадата се одзва на барањата на Општина Штип и на Сдруженијето за хуманитарни активности Синергија и донираше 330.000 денари за да се набават овие многу битни, приоритетни уреди на противпожарната единица. Како што рече градоначелникот, се надеваме на минимална употреба, но секогаш превентивно се тука. Благодарност до германската амбасада упати и новиот командир на територијалната противпожарна единица од Штип Благој Ренџов, кој го истакна значењето на новите апарати. Што се однесува до подготвеноста за заштита од пожари, Ренџов рече дека сите вработени се подготвени да се справат со зголемениот број на пожари во периодов и упати апел до жителите да внимаваат при палење на стрништата. Со високите температури, значи избројот на пожари се зголеми. Значи, противпожарната единица од Штип е сегаш спремна и располага со доволен број на луѓе да можеме да одговориме на сите интервенции на граѓаните. Ефикасноста на пожарникарите се потврди попладнево, непосредно по примопредавањето на новите апарати. Само неколку минути откако од страна на реонски полицајци бил пријавен пожар во гаража, штипските пожарникари пристигнаа и веднаш го локализираа пожарот предизвикан од плинска боца, додека собственичката на блиската куќа готвела ручек. Ги виде полицајци кои застана и изнесе цревото и даде вода да ублажат малку колку може и пожарникарите одма дојдеа. Веќе имавме помош од припадниците на полиција и кога стасавме ние на лице место реагиравме брзо, ефективно, ја угасивме гаражата така да спречивме штета поголема, бидејќи позади гаражата се наоѓаат лепенки на куќи, едно 4 до 5 куќи. Во регионот заврши жетвата на оваа година со минимален род поради поплавите. Заменик министерот за земјоделие изјави дека по целосното завршување на жетвата ќе се утврди квалитетот на пченицата. Сега за сега и ќе следиме состојбата, бидејќи не сме во законска можност да однапред дадеме изјава за тоа дали состојбата е лоша или е добра, затоа ќе оставиме некаде средината на август месец, кога ќе заврши комплетно целата жетва, да седнеме на маса и до тогаш секако ќе имаме уште неколку средби со нив. Еве, низ директни контакти на лице место, јас ќе бидам присутен утре во Пелагонија, исто така и министерот ќе биде на друго место, така да ние ќе следиме состојбата и секогаш ќе бидеме со земјоделците. Значи, нормално, и мелничарите треба да се изслушаат, да си окажат своето мислење, нормално и нив ги разбираме од аспект на квалитет на превземање на пченица, која што ќе значи минимални својства кои што треба да задоволува пченицата за производството на лебното брашно. Од тој аспект и според моите сознанија, мислам дека земјоделците оваа година ќе си го добијат своето, што значи од аспекти на цена, која што треба да ја добијат од мелничарите и нормално со приносите, од кога ќе заврши жетвата, ќе ја согледаме состојбата и ќе направиме дополнителни анализи доколку има потреба, соодветно ќе реагираме. Високите температури наметнуваат интензивирање на активностите на работните единици за комунална хигиена при јавните општински предпријатија. ИАПИСР Штип секое лето има план за почесто изнесување на комуналниот отпад, но и за дезинфекција на контейнерите. Топлото време и високите температури кои ја зафатија државата ќе проложат и понатаму, а со тоа се зголемува и опасноста од ширење зарази. Освен ширењето на непријатна миризба покрај контейнерите, летниот период се собира и повеќе смет. Ако имаме дневно обично од 250 до 280, летно време стигнуваат и до 320 метри кубни, дневен цврст комунален отпад, тоа го собираме во 200 контейнери од 5 метри кубни и во 440 контейнери од 1,1 метри кубен. Значи тоа секојдневно се празнат. Со покачувањето на температурите, контейнерите стануваат опасност од ширење зарази. Така во наредните 10 дена Штипски ИСР ќе спроведе летна акција, односно дезинфекција на контейнерите. Ова е летно прскање и вршење на дезинфекција на контейнерите во Штип. Исто така ќе започнеме и со перење на дел од контейнерите кои што се премногу гадни и што ќе извршиме механичко перење со вода. Дезинфекцијата се врши со специјални средства, хемиски средства кои што ги имаме добиено, ги раствараме и ги поминеме сите контейнери во општината. А на кој начин се спроведува акцијата? Почнуваме со акција да вршиме прскање со хлор, односно вршење дезинфекција на контейнерите кои се фрла, се фрла сметот. Прво ги вршиме дезинфекција внатрешно во самите контейнери, ги дезинфицираме надворешно и околу контейнерите. Целта на оваа акција е со превентивни мерки да се подобри одржувањето на комуналната хигиена во летниот период.
Спас од горештините граѓаните бараат и во базените. Со следниот прилог ве водиме на градскиот базен во Кочани, каде се нуди забава, освежување, но и спортување. Топлото време и температурите од околу 40 степени ги предизвика кочанчани масовно да го посетат градскиот базен. Особено се забавуваа малите деца кои воедно ги учат пливачките вештини кои им ги пренесуваат инструкторите од пливачката школа во Кочани. Задоволни сме од заинтересираноста на дечињата. Значи пливаат, доваѓаат, имаме околу 30 дечиња моментално. Супер. Се забавуваме, пливаат. Добро усовршуваат техниката. Со исто темпо очекуваме да биде и посетеноста и во наредниот период. Ќе продолжиме со исто темпо на работа до крајот на летото, односно до крајот на август. А и ова лето на децата кои потекнуваат од социјално загрозени семејства им се овозможени бесплатни курсеви за совладување на техниките за пливање, чии што организатор е локалната самоуправа од Кочани. Пријавувањето е во тек, а почетокот на курсот ќе се реализира во август. Пријавите ќе може да се достават на едношалтерската канцеларија во општина Кочани. Таму ќе треба да пополнат еден образец, меѓутоа со себе ќе мора да понесат и потврда од родителите за нивното користење на социјална помош или потврда од Агенцијата за вработување дека еден од родителите не вработен. Децата кои ќе го посетуваат курсот треба да се на годишна возраст од 8 до 12 години. Течат подготовките за 21-то издание на манифестацијата Голачки фолклорни средби. И оваа година голем број странски домашни фолклорни групи ќе настапат на големата сцена на планината Голак на празникот Свети Пантелеймон. Доаѓаат гости од Турција, Словенија, Бугарија и Србија. Комплетирана програмата за овогодинешното издание на манифестацијата Голачки фолклорни средби, која годинава ќе се одржи по 21 пат на планината Голак во Делчево. Гости, фолклорни групи и ансамбли од Србија, Бугарија и Словенија, како и неколку домашни ќе бидат дел од манифестацијата, која на празникот Свети Пантелеймон на планината Голак привлекува илјадници посетители од регионот. Манифестацијата, за разлика од претходните години, ќе започне веќе на 6 август со пристигнување на гостите од странство. За оваа година се предвидени неколку фолклорни групи кои што за прв пат ќе учествуваат на овој фолклорен фестивал. Ќе имаме гости од Република Турција, од Измир. Ќе имаме делегација која што ќе исто така ќе биде присутна на овој фестивал. Исто така ќе имаме фолклорни групи од Република Словенија, од градот Вранско. Потоа фолклорна група ќе имаме гости од фолклорна група од Република Србија, од Стара Пазова и фолклорна група од Република Бугарија, од Сапареви бањи, со кои што имаме традиционално добра соработка. Пред вечерието на голачките фолклорни средби во градот Делчево ќе се одржи и манифестацијата Балканска плетенка, која исто така ден пред големото случување неколку години поред се одржува на летната сцена пред спомендомот Асно. На 7 август со првата фестивалска вечер, така наречена Балканска плетенка, на која што ќе учествуваат гостите од странство. И веќе на 8 август фестивалот ќе се одржи на летната сцена на планината Голак, каде што покрај гостите од странство ќе учествуваат неколку фолклорни групи, значи фолклорната група Вапцаров, потоа фолклорната група Копачка, која што традиционално учествува секоја година. Исто така гостите од фолклорната група Вера Јосич од Македонска Каменица, Злетовски рудар од Пробиштип и гости во двете фестивалски вечери ќе биде Оркестарот за народни песни и игри од Свети Николе Табијат, кој што ќе биде специјален гости на вечерта. Исто така следуваат и неколку изненадувања со неколку специјални гости, меѓутоа за тоа, значи, кога веќе ќе договориме конечно за учеството на фестивалот. Голачките фолклорни средби и годинава се во организација на Националната установа Центар за култура Никола Јонко Вапцаров од Делчево, финансиски поддржана од Министерството за култура, а како покровител се вклучува и општина Делчево. 61% од граѓаните на Унгарија се согласуваат со изградбата на привремена ограда на границата на оваа држава со Србија.
со цел да се запре масовниот прилив на илегални мигранти, покажува анкетата спроведена во Унгарија. За изградбата на оградата се изјасниле мнозинството испитаници. Во големите пожари кои ја зафатија Хрватска, настрада и местото Трстеник, каде што се наоѓа и куќата на босанскиот теач Дино Мерлин. Огнената стихија во еден момент ја зафатила и куќата на познатиот музичар, но пожарот брзо бил локализиран од страна на 90 пожарникари. Иако пламените јазици допреа делови од објектот и направија материјална штета, куќата во поголемиот дел е одбранета. Најмалку тројца туристи загинаа, 12 се повредени при лискање на земјиште во Индонезија. Според информациите, карпа се урнала врз туристи кои се капеле во подножието на водопад во регионот на неактивниот вулкан Вилис во провинцијата Источна Јава. 2 лица загинаа во судир на камиони брзиот воз Пендолино кој се обраќал кон Прага во источниот дел на Чешка во близина на градот Студенка. Во сообраќајната незгода се повредени 20 лица, од кои неколку се во критична состојба. Бомбаш самоубиец го разнел својот експлозив на пазар во северен Авганистан, убивајќи најмалку 15 луѓе. Меѓу убиените има жени, деца и најмалку еден авганистански војник. Во нападот се повредени 40 луѓе. Полициските власти велат дека нападот бил насочен кон воените сили кои биле присутни во таа област, но дека жртвите се невини цивили. За сега никој не ја презел одговорноста за нападот. Женската младенска ракометна репрезентација на Македонија се наоѓа во Шпанија, каде и престојат настапите на Европското првенство за надпреварувачки до 19 години. Домакин на шампионатот е Валенсија, а мечевите ги стартуваме против Литванија утре од 21 часот. Во нашата група се уште и селекциите на Германија, со која играме во петок, и Русија, која е наш противник во недела. Селекторот Симе Симевски и неговите избранички се надеваат дека она што го сработиле за време на подготовките ќе даде резултат, а како најтежок противник се издвојуваат русинките, со кои ги заокружуваме настапите од првата фаза. Председателот на Ракометната федерација на Македонија Живко Мукаетов вчера одржа средба со женската младинска репрезентација и стручниот штаб, непосредно пред заминувањето на Европското првенство во Шпанија 2015 за девојки до 19 години. Европското првенство во Шпанија за ракометарки до 19 години ќе се одржува од 23 јули до 2 август. За крај проследете ја временската прогноза и видете дали топлиот бран ќе продолжи во наредните денови. Имајте пријатна вечер.